Добре дојдовте. Ајде да си замислиме еден свет каде што буквално секоја дигитална интеракција, секој клик, секој мејл може да крие потенцијална закана. Епа, тоа не е некоја далечна иднина, тоа е реалноста на сајбер безбедноста денес. Затоа тргнуваме на едно патување директно во срцето на оваа дигитална одбрана, за да ја откриеме клучната улога на помладиот аналитичар за безбедност. Ова што го гледаме тука, совршено ја доловува целата ситуација. Секој клик може да скрие напад. За компаниите ова е секојдневна средина со огромен ризик, каде што една силна одбрана не е само нешто што е убаво да се има, туку е апсолутно витална за самиот опстанок на бизнисот. И токму во срцето на оваа одбрана се наоѓа аналитичарот за безбедност. Може да ги замислиме како тивките херои на дигиталниот свет, кои неуморно работат во позадина за да ги заштитат компаниите од токму оние сајбер напади за кои потоа читаме по насловните страници. Добро, ама каде точно оперира овој дигитален бранител? Ајде да нурнеме во неговата домашна база, во командниот центар, Центарот за безбедносни операции, или накратко SOC. Сега. Важно е да се знае дека аналитичарот не е некој осамен волк. Напротив, тој е дел од еден високо специализиран тим. Овде сите работат заедно, од искусниот ментор до специјалистот за алатки, со една единствена цел – да ја чуваат компанијата безбедна деноноќно. Да го запознаеме тимот. Прво, тука е постариот аналитичар. Замислете го како искусниот детектив во одделот. Кога помладиот аналитичар ке налета на некој навистино сложен и збунувачки случај, постариот е тој што стапува на сцена со своето огромно искуство за да помогне да се реши загадката. Потоа го имаме SOC инженерот. Ако аналитичарите се војниците на првата линија, инженерот е оној што го кова оружјето. Тој ги одржува, ги подесува и ги усовршува сите безбедносни алатки, осигурувајќи дека бранителите ја имаат најдобрата можна опрема за борба. И на крај го имаме SOC менаџерот. Тој е генералот која гледа големата слика, целото бојно поле. Тој ја надгледува стратегијата, се грижи тимот да биде осогласен со целите на компанијата и ги соопштува најважните информации на раководството. Значи, кога ќе ја погледнеме целата слика, гледаме еден совршено подмачкан механизам. Помладиот аналитичар е првиот на фронтот, првиот одговорник. Постариот ги презема најтешките случаи. Инженерот се грижи алатките да работат безпрекорно, а менаџерот, па тој управува со целиот брод. Токму оваа тимска работа ја прави одбраната на вистина силна. Па добро, која е најчестата, најголемата закана со која се соочува еден аналитичар? Одговорот можеби ќе ве изненади. Тоа не е некој супер софистициран вирус, туку закана што не ја цели технологијата, туку она што често е најслабата алка во секој безбедносен синџир – човекот. Оваа метафора со замокот е едноставно совршена за да се објасни социјалниот инженеринг. Зошто некој би се мачел да руши дебели ѕидови, кога може едноставно да го убеди чуварот на портата да му ја отвори вратата? Токму тоа е психологијата што напаѓачите ја користат против нас. А за да сватиме колку е огромен овој проблем, погледнете ја оваа бројка. 3,4 милијарди. Тоа е проценетиот број на фишинг имејлови кои се испраќаат секој ден. Тоа е како речиси секој втор човек на планетава да добива по еден таков мејл секој божи ден. Нападот е апсолутно немилосрвен. Напаѓачите користат цел арсенал на психолошки тактики. Дали е тоа класичен фишинг мејл што создава лажно чувство на итност за да ве натера да кликнете, или пак софистициран дипфейк повик како оној што измами една компанија за неверојатни 25 милиони долари, целта е секогаш иста – да се злоупотреби човечката доверба. И токму затоа сокот е толку важен. Ниту една обука не е 100% совршена и ниту еден автоматизиран систем не може да фати апсолутно се. Аналитичарот е таа човечка интелигенција во позадина. Тој што ги истражува аномалиите, ги забележува шемите и на крајот ги запира нападите што успеале да се провлечат низ првите линии на одбрана. Добро, зборувавме за тоа како напаѓачите ги таргетираат луѓето. Но што се случува кога ќе решат целосно да ги заобиколаат? Ајде да преминеме на вториот голем предизвик. Напади кои ја таргетираат самата технологија. Да се вратиме на нашиот замок. Дури и најбудниот и најдобриот чувар на светот не може да заштити порта со слаба, рџосана брава.
Ако бравата е кревка, напаѓачот едноставно ќе ја скрши. Епа истото важи и за нашите технолошки системи, и тие можат да имаат своји ранливости. Оваа бројка е навистина запрепастувачка. Дури 81% од сите пробивања на системи вклучуваат слаби или украдени лозинки. Ова ни покажува една критична точка каде што еден навидум мал човечки пропуст, како например користење на истата лозинка на повеќе места, може да ја отвори вратата за еден катастрофален системски напад. Системите може да бидат компромитирани на неколку начини. Понекогаш, да, тоа е едноставна корисничка грешка. Друг пат, напаѓачите искористуваат ранливости, односно пропусти во самиот софтверски код. А потоа, тука се и они навистина подмолни напади на синџирот на снабдување, како што беше случајот со SolarWinds, каде напаѓачите киднапираат легитимни софтверски надградби за да се инфилтрираат. Замислете дека треба да крпите над 100 нови дупки во зидот на вашиот замок, и тоа секој ден. Тоа е во суштина предизвикот со кој се соочуваат бранителите. Со над 40.000 нови софтверски ранливости откриени само во 2024 година, ова е постојана, непрекината трка за одржување на одбраната. Ова е навистина важна разлика што треба да се направи. Ранливоста е како фабричка грешка во бравата на вратата. Но погрешната конфигурација е како едноставно да сте ја оставиле влезната врата ширум отворена и отклучена. Проблемот не е во бравата, туку во тоа како се користи. За напаѓачите, ова е често најлесниот и најбрзиот пат за влез. Океј, откако ќе се совладаат основите, откако ќе се добијат првите битки на фронтот, каде води патот понатаму? Ајде да ги истражиме возбудливите патеки во кариерата што се отвораат за еден веќе искусен аналитичар. Генерално постојат два главни пата. Да се работи во внатрешен сок на една компанија е како да сте личен телохранител на една многу важна личност. Ги знаете сите нејзини јаки и слаби страни до најситен детаљ. Од друга страна, работата за MSSP е како да работите за елитна безбедносна фирма која штити десетици различни клиенти. Темпото е многу побрзо, притисокот е поголем, но и изложеноста на различни типови напади е огромна. Патувањето најчесто започнува како аналитичар од прво ниво, каде што се учат основите во реалниот свет. Со стекнување искуство се преминува на второ ниво, каде што се работи на многу посложени истраги, а оттаму вратите се широм отворени за специализација. Можеби некој ќе стане инженер или експерт за одговор на инциденти, или пак ќе се одлучи за менаџерска улога и ќе ја води следната генерација на бранители. И со тоа го заокружуваме нашиот детален поглед во светот на безбедносниот аналитичар. Едно е сигурно, нападите никогаш нема да престанат. Дигиталната битка продолжува, секој ден. Единственото прашање што останува е дали бранителите се подготвени.